почитувана раководител на на Банката за обнова и развој во Македонија, господја Анка Јоанеску, почитуван раководител на Канцеларијата за соработка во Европската комисија, господин Никола Бартолини, пред се почитуван колега во владата на Република Македонија, министер за економија, господин Крешник Бектеши, почитувана раководител на одделот за инфраструктура и енергетска ефикасност во секретаријатот на енергетска заедница, господја Виолета Когалничијану, почитуван главен банкар на ЕБОР, господја Вероника Шпалцапан. Сакам да кажам дека со сигурност владата на Република Македонија и јас како потпредседател на влада ќе кажеме со кои субјекти во Република Македонија треба да соработувате за да овие средства ги искористиме. Кога користиме средства од било која програма која што е финансирана од светот, ние имаме дупла одговорност. Едната одговорност е пред нашите плаќачи на даноци во Република Македонија, но исто така имаме одговорност и пред плаќачите на даноци од светот каде што овие средства доаѓаат. Таа дупла одговорност значи дека треба уште попосветено да работиме и да мислиме како овие средства ќе ги искористиме. Јас мојот одговор ќе го почнам со една проста математика. Секој евро, едно евро инвестирано во енергетска ефикасност штеди 2,2 евра во производство на електрична енергија. Од тука тргнува целата логика на стимулацијата на енергетската ефикасност. Ако ние порано развојот на економијата го гледавме преку зголемувањето на потрошувачката на енергија, тоа денеска во светот повеќе не е така. Денеска во светот развојот на економијата се мери со тоа колку ќе го зголемите вашето GDP, а при тоа да намалите потрошувачка на енергија. Македонија има одредено да ја намали потрошувачката на енергија за 14,37% во следните неколку години и тоа може да го направи само со енергетска ефикасност и со вложување на проекти во обновливи извори на енергија. Покасно ќе кажам малце како тоа соодветствува со програмата на владата во Република Македонија, бидејќи кога сте мала земја, вие практично и немате многу алтернативи. Но тоа ќе го кажам малце покасно, а сега ќе споделам едно мислење кое што го добив во Германија, каде што учествував на една конференција во Берлин минатата недела, која што вика конференција за енергетска транзиција. Тоа е нова терминологија во светот и енергетска транзиција мисли како енергетски од конвенционални извори на енергија да се премине кон обновливи извори на енергија. И Германија е посветена на тоа и запамтив една добра мисла на не знам дали можам да кажам мојот колега, бидејќи Германија е многу поголема земја, министерот за економија и енергетика на Германија, господинот Алтмаер, и тој кажа вака: германската индустрија оди добро, но тоа не е причина ние да бидеме релаксирани. И тој беше загрижен дека замислете, автомобилската индустрија во Германија е соочена со петешкотии, бидејќи треба да ги прати трендовите на обновливи извори на енергија, односно да го фати приклучокот кон автомобили на електрична енергија и кон интелигентни автомобили кои што ќе бидат автономни возила. Пазете, Германија со автомобилската индустрија е загрижена. Тоа значи дека ние не смееме да бидеме релаксирани, бидејќи сме многу поназад од таа работа. И ние апсолутно не смееме да бидеме релаксирани во тој дел. Сега да кажам како тоа соодветствува со програмата на владата во Република Македонија. Тоа соодветствува со програмата на владата на Република Македонија, бидејќи Македонија нема алтернатива. Просто е. Македонија од енергетски аспект е сиромашна земја и ние тоа мораме да го кажеме јасно и гласно. Резервите на јаглен се на исцрпување. Осломе веќе 3 години ни е споменик бидејќи нема јаглен, а Битола се повеќе и повеќе заличува на споменик бидејќи веќе не работи со 3 блока, работи со 2, а со тек на време ќе работи со 1, ако останеме само на домашните резерви на јаглен. Газ немаме, нафта немаме. И тука завршува проблемот со енергетските ресурси во Република Македонија. Што имаме? Имаме можност за обновливи извори на енергија. Секогаш кога зборувате за обновливи извори на енергија, вие дискутирате за еден конфликт. Конфликтот е како да инсталирате обновливи извори на енергија, а при тоа да не влијаете на зголемување на цената на електричната енергија за крајните потрошувачи. Ако го решите тој конфликт, вие сте решиле голем проблем.
Светот тргна со фидинг тарифи и тоа е добро. Тоа беше иницијативата за правење на обновливите извори на енергија. Меѓутоа, со тек на времето, производството на опрема за обновливи извори на енергија порасна толку многу што цените на опремата почна да паѓа. Тоа посебно се одразува во цените на опремата за фотоволтаиците, кај што вие за да направите 1 мегават фотоволтаик пред 4-5 години ви требаше 2 милиона евра, денеска цената пазарна за опрема за 1 мегават фотоволтаик е 560.000 евра. Тоа апсолутно оди во прилог на тоа дека веќе обновливите извори на енергија може да станат и комерцијални извори на енергија. И тоа е нешто што за Македонија е добра информација, поготово во делот на фотоволтаиците, и од тука произлегува логичкиот одговор каде ние ќе одиме во енергетиката. Ние во енергетиката ќе одиме во обновливите извори на енергија и тоа е детерминирано со новиот закон за енергетика. Сите вие знаете дека новиот закон за енергетика моментално е во парламентарна расправа. Јас ја користам приликата да се заблагодарам на сите учесници кои што учествуваа во тој закон за енергетика, кој што беше ставен на широка дискусија. Тука ни помогна УСАИД да, значи, со своја работна група ја направиме легислативата и понатаму ќе помага во подзаконските акти, а додека ЕБРД го замоливме да ни помогне. Јас ја користам приликата да се заблагодарам за таа помош во делот на правењето на тендерските постапки и анализата за развојот на обновливи извори на енергија. Така да, оваа иницијатива која што моментално ЕБРД ја прави во делот на поддршката на обновливите, односно на енергетската ефикасност или така наречено фонд или финансиски можности за развој на зелена економија, апсолутно се совпаѓа со тоа што ние сакаме да го правиме како влада и го поддржуваме. Иако ова што го подразбира за развојот на зелената економија, подразбира поширок сет на мерки, кои што не се само инвестиции во делот на обновливи извори на енергија, него се и во делот на енергетска ефикасност, односно изолации на станбени објекти и се што подразбира енергетска ефикасност. Морам да кажам дека во моментов се работи истата работна група од УСАИД работи и на законот за енергетска ефикасност, кој што ќе биде исто така усогласен во целост со енергетската заедница во Виена, која што е надлежна за нашите енергетски проблеми, односно нашата енергетска политика пред Европската комисија. Јас не сакам да бидам многу должам, но само сакам да ги најавам проектите кои што ние како влада ќе ги пуштиме во овој дел. Апсолутно ќе бидеме посветени, значи, на обновливите извори и на зелената економија погенерално гледано. Значи, неколку само проекти во континуитет. Едно е, значи, проекти кои што ќе ги прави ЕЛЕМ. ЕЛЕМ ќе направи 3 проекти во обновливите извори, ќе ја надгради, значи, ветерната електрана во Богданци и ќе направи нова ветерна електрана во околината, значи со вкупна инсталирана снага од 27 мегавати. Едното финансирање е веќе обезбедено преку KfW банката, а другото веќе се разговара со ЕБРД за дополнително финансирање и мислиме дека имаме една добра идеја да рудникот во Осломи кој што е затворен, тој ќе биде, значи, покриен со фотоволтаици 10 мегавати на површина од 20 хектари, за што исто така се разговара за финансирање со ЕБРД. Понатаму тоа се, значи, проектите кои што државата преку ЕЛЕМ ќе ги направи, но тоа се и проекти углавно наменети за приватните компании. Тука ќе пуштиме тендери до 200 мегавати фотоволтаични електрани, од причините кои што предмалце ги зборував, со не веќе фидинг тарифи, него со премиум тарифи, при тоа за да ја намалиме инвестиционата вредност на проектите, односно трошоците на приватните инвеститори, ќе одредиме државно земјиште и тоа од 5-та и 6-та категорија, бидејќи нема никаква смисла да вие земјоделско земјиште или шуми сечете за да правите фотоволтаици, него напротив земјиште кое што е од 5-та и 6-та категорија, ние ќе го определиме, ќе го парцелизираме на проекти од 1, 2, 5 мегавати и при тоа, значи, ќе направиме транспарентна тендерска постапка во која што ќе ги добијат локациите тие компании кои што ќе бараат помал премиум. Премиум е цената, односно вредноста која што ќе ја добијат по произведен мегават час, кој што ќе биде над продажната цена која што тие ќе си ја продаат на слободен пазар. Ќе направиме 3 вин-вин-вин ситуации. Прво, ќе инвестираме во обновливи извори на енергија на комерцијален начин, нема да влијаеме врз крајната цена на електрична енергија на корисниците, бидејќи тоа ќе биде финансирано од страна на буџетот, а ќе ви кажам колку е таа инвестиција. И трето, значи, ќе го развиеме слободниот пазар на електрична енергија, што е наша обврска према Европската заедница, односно да имаме слободен пазар. 200 мегавати слободен пазар на електрична енергија и текако е битно за Република Македонија. Околу вредноста, значи цената која што државата ќе треба да ја плати за тоа, ќе биде од прилика на годишно ниво меѓу 4 и 5 милиона евра за 200 мегавата.
пазете, значи ако субвенцијата, значи физибилноста на тие проекти е моментално 65 евра по мегават час електрична енергија, тие проекти веќе се физибилни, цената пазарна на електричната енергија 55 мегавати, ако отворите било која берза ќе го видите тоа за дневна енергија, бидејќи фотоволтаиците произведуваат само дневна енергија, значи разликата до физибилност на тие проекти е 10 мегавата. 200 мегавати пати 2000 работни сати годишно колку во Македонија максимално може да се направат и пати 10 евра ќе дојдете до 4 милиона евра пари кои што државата треба да ги потроши да развие 200 мегавати. 200 мегавати е обновливи извори на енергија толку колку што државата направила уназад 20 години обновливи извори на енергија. Значи, мислам дека патот е јасен, патот е трасиран. Јас на крај од оваа моја дискусија само ќе ја искористам можноста да се заблагодарам на сите институции во Републиката кои што работат на тоа, државни, пред се Министерството за економија со кој што имаме одлична соработка, значи сите, регулаторната комисија, Агенцијата за енергетика, за Европската комисија, меѓународните финансиски институции, пред се во делот на обновливи извори на Европската банка за обнова и развој, и дека ние ќе бидеме исклучително поддржувачки према овие проекти. Се радувам што и Македонија стана дел од овие 85 милиона евра детерминирани од ЕБРД за Западен Балкан, кои што еве првите средства се пласирани преку Societe Generale, односно Охридска банка и преку Шпаркасе. Јас се надевам, не бев предолг во излагањето, се обидов да дадам една широка слика за обновливите извори на енергија. Ви благодарам на сите за вниманието и посакувам да многу компании во Република Македонија ја препознаат оваа можност, ги искористат овие средства, а јас лично ќе ги охрабрам сите тоа да го направат. Сега е моментот да инвестираат во енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Ви благодарам.